Почитувани земјоделски производители, добро дојдовте на ово издание на вашата емисија Агроспектар. Редовно ја подготвуваме со цел да ве информираме и едуцираме за квалитетно земјоделско производство. Незадоволството во аграрот и понатаму продолжува, не е ништо ново ако кажеме дека земјоделците се разочарани, барем и тие што останаа на нивите и сакаат да произведуваат храна. Произведуваат за непознат купувач по цени кои што го девалвираат трудот и дадените трошоци за производство на одредена земјоделска култура. Лозарите и понатаму се во неизвестност. Голем дел од оние кои што имаат под 5 декари лозов насад, веќе ги оставија, ги напуштија насадите, бидејќи ја изгубија државната поддршка или им се укинаа субвенциите. Се на се, аграрот во Македонија повеќе од 3 децении колабира, а веќе е и на тотално уништување. Младите бегаат од земјоделството, а веќе постарите и тие поради староста и здравствена состојба ги напуштаат насадите. Како и да е, повеќе од сигурно е дека државата станува и ќе стане сериозен увозник на храна. Ќе говориме во емисијата за состојбата со времето, состојбата од теренот и секако новини кои доаѓаат во аграрното производство. Со нас е професор доктор Исто Лучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И морам да бидам импресиониран од тоа што во неколку реченици ја осликавте вистинската состојба со аграрот, занемарен, маргинализиран и оди во амбис, а нашите политиканти, партицизмот, се бораат како да дојдат до буџетски средства, како да ја задолжат државата. Тоа е трагедија на нашето време, во последно време, бидејќи од осамостојувањето тоа се случува. 30 години се случува исто, граѓаните и понатаму незадоволни аплаудираат на политичарите. Точно така. А крајниот епилог, значи не се роди од мајка генерација, од луѓе кои имаме доверено власт да кажат тоа парче земја ќе биде еден диамант за Европа, за европскиот пазар. Зошто? Со сите оние предности компаративни кои ги збориме почесто пати, дали за 275 светлосни дена, дали за типот на почва, дали за трудолюбивите земјоделци кои гинеа на нивата, сето тоа политиката воведе една аверзичност према младите луѓе да воопшто не посегнат да направат нешто во аграрот, по однос на тоа ние да имаме храна за нас и храна за европскиот пазар. И европскиот пазар да каже тоа парче земја заслужува внимание да се најде во Европа. А не да доаѓаат стројници секој ден се трошат големи средства. Да, вие 20 години ќе стоите пред вратите на европскиот дел, а државата тоне, земјоделецот и народот уопште целосно разочаран и ние сакаме некоја перспектива. И демек сега гледам дали се посреди тоа и Кос што го рече вчера што беше некни, дали се посреди парите што ги дава Европа, демек да ги земеме парите. Тие пари треба да се ефектуират, треба да се вградат за да имаме добро општество, да имаме добро земјоделие. А ние, за мене е трагично, не само сега, од осамостојавањето, секогаш аграрот е на последната дупка од чупелката и секогаш аграрот е маргинализиран, не баре нешто друго ќе даде повеќе. А во догледно време, тоа многу пати го зборам, дека оние земји кои имаат собствено производство на храна за себе и за извоз, тие ќе бидат одрживи земји со добар стандард и со добар живот. Трговците со земјоделски производи се среќни, тие се задоволни од профитите кои што ги остваруваат, меѓутоа не се среќни оние кои што произведуваат, бидејќи им се девалвира трудот.
цената која што ја дале за да произведат и така натаму. Покрај сето тоа, тие се соочуваат и со проблеми со времето, а времето е главен фактор за производството. Се случува честа промена на времето, во попладневните часови имаме често нестабилност, Точно така. проследена со поројни врнежи, грмежи, меѓутоа силен ветер во одредени реони и врнежи од град. Да. Ваквото време продолжува. Што значи тоа за здравствената состојба на културите? Бидејќи подолго време повеќе од 40-50 години го следам времето, ние во последните 2-3 години имаме видно тектонско пореметување на времето, подместување на нештата во негативна смисла, бидејќи последните 2-3 години ние имаме подлажување на вегетацијата, тргнува порано, јануар, февруар, кога треба да имаме снег до колена, ние имаме температури плюс 20. Да вегетацијата тргне кога се исполни температурната сума и дојде март месец или април, враќање на зимски амбиент со ниски температури. Тоа и оваа година, ајде да кажеме, штетата била малку, но јас минатата недела бев во Беровскиот регион. Сливата целосно уништена по повисоките места. Срешат вишњата која е на големи површини таму уништена. Имаше и тука во некои региони во Кавадаречко на виновата лоза. Да, имаше штети на праските и на праските. Сите земјоделци ајде гледат, вика, штетата е 20-30%, значи пак се надеваат на производство. Но кога ќе го произведат тоа производство, доаѓа ново разочарување. Новото разочарување, сега он произведува за непознат купувач, ве молам. А тој непознат купувач му вели дека производот чини 9 денари. 8-9 денари. А 200 денари во... Или во крајен случај вика црните сорти нема да ги откупуваме. Во свое време црните сорти беа доминантни, па белите застајува. Значи нема трајна стратегија за развој на аграрот. Но, кога сме кај времето, мора да се менуваат многу работи во корен. Бидејќи, еве сега сме сведоци. Минатата недела, во Струмичко, Бостанот веќе за брање, Струмица, сонце, температура нормална, во Колешино и Банско, за само саат и пол, град во големина на Орев. Здроби, тоа одреден локалитет, да после 2 сата поминеш како да не било ништо. Тоа е веќе таа тектонска промена. Кога имаме вакви климатски промени, имаме ли промени на сортите кои што бараат, нели, поголема издржливост на температури? Се случува ли нешто во тој дел? Или само констатираме дека имаме пролетен мраз кој прави штети, државата плаќа обештетување? Значи, имаме државни органи. Јас ги викам информатори или констатирачи. А не како да му се помогне на човекот. Дали ќе е тоа со промена на сорта, дали ќе е тоа со други мерки, дали ќе е тоа на градобитните реони да се заштитат од град. Во своје време имаше интерес во тие зони кај што се ствараше град за заштита. Има одредени ракети, одредени луѓе кои ги разбиваа облаците. Па имаше еден период кога во нашите емисии зборевме една од годините кога ги спаси Кавадаречко со сребрен јодит. Имавме спас на Кавадаречко каде што имаше тежок облак кај што можеше да направи големи штети кај виновата лоза. Точно со сребрен јодит се амортизира тој. Сега јас гледам само стварање на нови клетки од осигурителни куќи. Тоа е се криминално делување на политикантите заедно со трговската сфера и со администраторите. Значи, од твоето грозие, 60-40% тие ќе ти земат пари за осигурување, со останатите 40% треба да покриеш другите трошкови и ако имаш град, ти има специјални вешти лица, кои штетата ако е 30%, они ќе кажат имате 5 или 8%,
и производителот тука е целосно обезхрабрен, бидејќи е во рацете на манипуланти. Во бивша Југославија имаше еден систем каде што се на тоа многу внимаваше. Едноставно земјоделието беше барем во Струмичко, јас бидејќи бев и во државните органи како фитопатолог и во институтот, имаше една доблест за земјоделскиот производител да се следи појава на некоја болест, штетни инсекти, да се следат сорти, да се следат и дел од тие служби за унапредување на земјоделие беа со функција да ја имат целосната состојба во рака, со гледливост и на време прскање. И чак имаше воведување веќе на одредени анализи на почва за да се верзира производителот дали да туре ѓубре или не, затоа што сето тоа трошок, затоа што ѓубривата се покачи и така натаму. Тоа како пример, јас често пати во овие наши емисии го зборам и ќе го зборам една Грција, дали е тоа Науса, дали е тоа Верија, каде што имаат големо производство, моноспита и така на. Имаат големи насади од цреша, од праски, тие имаат одредени агрономи што секој дневно комуницираат со производителите. И со следливоста на таблата, во таа главната канцеларија кај што се они, секој утро производителот пред да оди на нивата, оди види дали треба да прскам денес. Да, ма тоа е кога станува збор за организирано производство. И сето тоа оди во една убава насока, тој го запазува периодот на заштита и добива производство. Производителот сигурен, бидејќи тој ист агроном, врзан со трговската сфера, му носи амбалажа пред бербата како првокласното заштитено производство за европскиот пазар, во таа амбалажа да го тој пакува. И го носи на откупниот пункт, му се мери, му се дава белешка, за 3 дена тој на другата страна ги има парите. И тој не ги зима, туку вика, нека бидат во фондот за земјоделците, што, како да ја збогатат, со наводнување, со заштита од град, со други мерки. Значи, имате една организираност. Дали знаете дека во Република Македонија од осамостојувањето имаме стихиско неорганизирано производство. Се фрлат хемиски средства кои се фрлат хемиски средства и ѓубрива кои тоа беше во индивидуалниот сектор. Ако нешто беше за поздрав во бивша Југославија, комбинатите со по 3000 вработени, кај што и јас таму почнав, имаше програма кога да се прска, дали да се прска, со што да се прска, колку пати да се прска, со што да се ѓубри и пазете сега. Тие исти комбинати со по 3000 кои представува еден убав комплекс на производство на храна. Дојде Црвенковски со компанијата, направија приватизација на државата, на аграрот. Значи, Кавадарци, кој гласаше за една од компаниите, што во европскиот пазар најубаво грозје, најквалитетно грозје, најквалитетни вина. Струмичко, најквалитетно, цела бивша Југославија ранеше Струмичко со градинарските култури. Кавадарци, Пелагонија, Анска река, Изворски, Свети Николе, сето тоа беше организирани комбинати со по 30 вработени. Со таа нечесна приватизација, со која мора да дојде ден духовен човек да застане и да каже да се бара одговорност кој го воведе аграрот во амбис. И сега ние имаме целосно растурен аграр
со овие комбинатите државно земјиште, некои ги зема најплодните површини за своји згради, за своји фабрики, магазини, сервиси и така натаму, и таа, или фотоволтаици, што е најпресното со Ковачевски што направи за државата, никој не бара одговорност за тоа. Дека е тоа се растурено и дека единствен чекор за доброто на Македонија е целосна рехабилитација на бившите комбинати кои се дадени на поединци, да се врати вербата кај поединецот што работел 30 години во ЗИК, Струмица или ЗИК Кавадарци, да тој, оние површини што се останати, се окрупнат, бидејќи сега гледаме какви паушални работи пуштат. Неминовно е во Македонија аграр да се окрупни. Пазете, окрупнет со криминални действија на приватизацијата се и ситни, се даде на кој како, сега пак окрупнување. Тоа е манипулација на политиката која е инкорпорирана длабоко во стопанството, во државата и ја разединува државата. Ние имаме разединет земјоделски производител кој не знае што произведува и за кого произведува, и тој со неговата фамилија, која треба да го наследи тоа, вика, тој на неговиот син вика, немој да ја доживееш мојата судбина. Бидејќи политиката го води аграрот, а не стручност. Точно така. Во Македонија такви се. А стручните институции се добри можда лепачи на плакати и така натаму. Да агитираат и да прават ништо друго. Промоција. Младите не сакаат да работат, можеби ли тоа да е еден од ставовите на државата дека ќе се дава земјоделското земјиште за фотоволтаици, за магазини и така натаму, бидејќи аграрот нема иднина, бидејќи младите не сакаат да работат на нива. Овака. Јас, ако некој опортунист гледа, ќе каже професорот е против државата. Јас не сум против бројот на сончеви часови со фотоволтаици да стварат енергија. Но тоа се гради на 6-та класа земја. А таква имаме... Имаме многу земја, такви ридишта, такви чуда. Земи го примерот со Валандово. Валандовско, што треба да биде белек на Балканот и Европа. Поглед на Калинката како можна атрактивна култура што треба да се одгледува и од неја да се добијат добри профити, од јапонското јаболко, кое е најквалитетно во Валандово, смоквата, кивито и сега. Наместо тоа да се таму целосно прошири, таму се дадоа на самата раскрсница ресторанти за свадба, фабрика за некои кабли и други глупости. Бидејќи не оди аграрот, бидејќи не работи земјоделието. Тие површини на прва класа земја да ги дадеш, тоа е греф. Кој го има направено тоа? Викни го на одговорност. Тие истите згради може да бидат погоре, во оној дел на 6-та класа земја, пак да функционира. Али се чува плодното земјиште за да генерациите што доаѓаат... Нема кој да го работи. Од генерациите што доаѓаат нема кој да работи. Пазете, младите, дел од млади, сакат да се пуштат во тоа. Немат мотив и второ, родителот застанува. И побеле косата, немој да ја доживееш мојата судбина, барај си чаре. И барање чаре, зошто младите напуштаат државата. Па една од причините што треба да го мотивираш, да му дадеш мотив да биде тука среќен. Бидејќи секој сака да биде среќен на своите огниште. Со сопствени површини да произведува, да продава, да биде добро платен и да профитира како што профитираат трговците. Еве денови имаме во јавност дека трговците профитирале со цените на храната, меѓутоа одговорност нема. И тука за храната гледам како бедно политикантите одат во супермаркетите да гледат сега
јаболкото нема да биде 30 денари, ќе биде 25. А не дали има веќе производство на јаболка. Тоа е увезено. На увезените производи демек го штитат интересот на граѓанинот. Тоа е оптичка варка. Суштината е производот. Македонскиот производ. Дали домата, дали краставица, дали пиперка, дали грозјето. Сето тоа изворот кај што е. Квалитетните површини, квалитетни луѓе, мотивирани луѓе да ствараат храна. А чим ствараме храна, јас пак ќе повторам тоа. Европската заедна ти каже, да, Македонија не мора некој да ја кочи. Таа толку илјади тони храна дава за европскиот пазар. И тие пари што ги дават како грантови, сега, јас гледам политичарите, земјоделието не го броат, него дај нека ги дадат парите, Че му го најдеме чарот. Ки го најдеме местото на парите, а земјоделието оди стрмоглаво надоле. Бидејќи, мора да кажем за состојбите. Ова година, зелката дојде до некоја срамна цена од 5 денари откупна цена. И бостанот 8 денари. Баш вчера дојде човек цени од нива. од Колешино товарал хладњачи. Бидејќи во маркетите и пилјарите За Украина 45 денари тамошна цена кило бостан. Може да мислите, он го купува 5 денари, 8 денари тука, а таму 45 денари го дава. Државата каде е со своето дејствие да но земјоделскиот производител не го обезвреднува. Државата денари па се пазарни услови, да. Пазарот ги диктира условите. Да. Од таа страна доаѓам кај Валандово. Кромидот, првокласен кромид, сега нема кој да го откупува, вик ќе го тајнирам. А прва класа доматите, компирот. Имаме ли домати за да го покриеме побарувањето на македонските граѓани од сопствено производство или се е од увоз? Имаме производство. Да задоволува тоа производство? Да го задоволи. Сега, во зимските месеци, каде што Крит нема ниски температури и има тоа е зимско производство, нека има увоз, да имаме во континуитет присуство на домати и така натаму. Но не така кога производителот наш почне да бере, тој увезува домати од Албанија или од Крит или од Турција и го уништува нашето производство. И доматата стигна 15-20 денари, па после мораше да реагират, дека неќе да... Голем дел од производители велат, професоре, ние сме до тука. Јас уште една година ќе работам. Потоа, на детето нема да му дадам да произведува храна. На фамилијата. Тоа е во сите гранки од земјоделството, токму тоа е... Тоа е една трагедија, вистинска трагедија, каде што... Јас, пази сега, ние имаме изберени 120 пратеници, кои треба да бидат во непосреден контакт со луѓето кои даде глас за него. Да во тој парламент, не да се борат за тоа, пазите сега, кој колку гласови ќе добие од буџетот да земат толку пари за да лепат плакати и да се представуваат и ние да гласаме за тој од тие убав и така натаму. Тоа се апсурдни работи каде што треба да се вразумиме по однос на тоа да ние имаме производство за познат купувач, со позната цена и на време платено. И задоволни земјоделци. Тоа апаратот државата, државата, пазете сега колку демагогија има. Таа трговска сфера, која ја одржува политиката, која ја финансира на избори, таа вика, ќе ве молам, професоре, тоа е пазарна економија. Ве молам. Пазарна економија, вика. Значи, таквото нешто, додека државата не раскрсти со тој
политичарот кој го ние избираме, па тој треба да го слушне гласот на народот. Една од важните работи е производството на храна и најважна. А ние сега, оваа недела пак има некое движење, дека сепак Македонија има многу рудници, значи копа руда, зема и пари и Македонија да обстане како рударска земја. А ние со површините што ги имаме, што се останати, ако се малку 15-20%, првокласна земја. Само една ревизија да се направи, тие газди што се создадени таму, што зимаат субвенции, а тие субвенции припаѓаат на земјоделските производители. Тука треба да се направи една целосна ревизија. Ќе одите работите на добро, ние секогаш нудиме и новини, следува микоризата, да слушнеме за што станува збор, па ќе се вратиме со завршните зборови. Во овие едукативни прилози ние се трудиме секогаш да вградиме нешто кое е интересно, кое е примамливо по однос на неговата примена и во крајен случај ефикасно за земјоделското производство. Ефикасно по однос на успешно сузбивање на некои патогени, а од друга страна да нема никаква токсичност. И за таа работа подолго време од животот, точно во заштитата што го одредив, сега се трудам да ја сватам суштината дали можеме да ние произведуваме храна, а да внатре имаме што помалку оние негативни хемии кои го ништаат здравието кај човек. Сведоци сме во светски размери дека се збори со примена со фитофармациските нови средства и нивната примена, процентот на канцерозни оболувања зголемен, смртноста зголемена. Една од причините е точно резидуите од одредени хемиски творби. И она смерница на многу индустрии кон органското производство, инсект против инсект, биолошка контрола, габа против габа, од фитопатолошки аспект, нематода против нематода, тоа што го зборевме во една од претходните емисии, дека мононхусите се хранат од фитопаразитните нематоди. Секој што предизвикува кај нас стручните лица, кои имаат си искрен пристап кон науката, предизвикува една инспирација. За разлика од финансиските ефекти од некој токсин, продаден тежок препарат од прва група отров и остварен профит. Ние денес ќе кажеме нешто повеќе за една новост за Република Македонија, која заслужува внимание секако во оваа наша емисија. Тоа е микориза. Микоризата, за неја имаме зборено повеќе пати. Имавме експериментални огледи повеќе години. И сега мора да уште еднаш тоа го презентираме како инспиративен дел кон тоа што се оваа племенита габа предизвикува. Значи, една од основните работи што треба да се знае за микоризата, тоа е дека тоа природен продукт и основан од авискуларни микоризатични габи, специјално направен за стимулирање на коренот од растенијата. Значи,
се работи за средство габа која навистина има своеврсна функција на делување. Значи, со еден збор, бидејќи имаме две илустрации тука, корен, каде што не е применета микориза, и корен каде што е применета микориза. Што тоа значи? При елаборацијата на функцијата на делување на микоризата. Значи, мицелијата од габата, кое нешто е значајно за да се долови и препознае тоа што сакаме да го кажеме, расте и се развива од 50 до 75 пати повеќе од коренот и се развива во позитивната микрофлора. Тоа е корен каде што не е применета микориза, тоа е корен, како што рековме, со применета микориза. И сега, тој е развој на мицелијата, што всушност постига. Тој корен, каде што е ставена микоризата, ја има, значи, особината, значи микоризата со нејзиниот развор, ствара ферменти, кои го стимулираат коренот повеќе кратно да ствара нова жилна маса. И сега, со тоа стварање на нова жилна маса, тој фактички ја има она фантастична смукателна моќ за развој на надземниот дел на коренот. Што е тука значајното? Со стварањето на оваа коренова система, тука тој, пази сега, значајното и најзначајно за коренот од микориза, тој ствара творби кои го уништуваат фузариумот и вертицилиумот во почвата. Значи, со таквото нешто, тука ние имаме еден развоен корен, каде што фузариумот и вертицилиумот немаат услови за развој. И тука веќе имаме една вистинска разлика од корен, каде што со тие разлики коренот има една голема имунолошка работа, има една голема смукателна моќ и на крај крајава добро развиен корен, за разлика од овој, добро развиен корен каде што имаме точно ефекти од примената на микоризата во таа зона на кореновиот систем, во ризосферната зона. Што всушност со таа примена се постигнува? Освен тоа што го реков, ојачувањето на коренот и хабитусот на растенијата, тука имаме еден стварање на еден голем имунолошки дел на самото растение. Имаме интензивен пораст и квалитетна абсорптивна моќ на макро и микроелементите.
При временски неприлики, пример сушна, кога имаме суша или високи температурни амплитуди, тука ние имаме еден неверојатно добар развој кај растенијата кои имаат применето микориза. И тоа нешто го заклучивме со тие експериментални огледи. Веќе рековме, најважниот чин, тоа венење на пиперката, фузариумот и вертицилиот, бидејќи на нив магистрирав, за нив немаше решение по однос на ефикасност на уништување на фузариумот и вертицилиумот. Тоа габата со стварањето на своите творби, тој ги нив ништи и немаме буквално ниту вертицилиум, нити фузариум, нити питиум, нити ризоктонија и така натаму. Што уште имаме? Со тој имунолошки дел и добар развој имаме и интензивно цветање на растенијата. Уедначено плодоносење, кое нешто е одлика за добивање и на голем квалитетен принос. Намалување на стрес од температурни амплитуди. Така ја корен со примената на микоризата има навистина еден убав органолептички изглед, како што рековме, со плодоносењето и со сите овие квалитетни особини. Што е најважно од се? Микоризата, како природен продукт, нема никаква веза со генетска модификација на растеништо. За жал во светски размери таа генетска модификација е се поприсутна. Значи, со еден збор, микоризата ја има најважната сертификационна документација за користење во органското земјоделие, и тоа регистрирана од ФИБЛ Германија, која важи за една од најјаките куки во Европа по однос на давање на овие регистрации и дозволи за примена на одредени такви творби во органското производство. Значи, значајно е дека тоа, примената на микоризата може да биде точно кај сите одгледувани култури, кои нешто ќе го кажеме покасно. Што е значајно? Примената треба да биде во ризосферниот дел. Пример, сега не случајно го правиме тоа, бидејќи ќе почнат пикирање на расадот. Тука може во зоната на пикираниот расад да се стават само неколку. Знаеме, имаме ние тука по колку од 40 до 60 сантима треба кај овошните, кај дрвцата и кај виновата лоза, и тука до 25 до 30 сантима кај градинарските култури се аплицира микоризата како еден од квалитетните препарати. Но за неговата примена ние имаме уште еден мал за таа практична примена на микоризата. Во градинарството, уште од самото сеење, во таа саксија која се сее, и во рано градинарското производство, и на стално место, од 5 до 10 милилитри од растворот, или од 2,5 до 5, од кога е малечок расадот, е сосема доволна количина за да добиеме, бидејќи она тука има
фруктификација и многу размножување, се ствара голема жилна маса, која е енергична и која со тие својот брамбени штитори кој ги пушти, буквално тука не може да има развој на било каква болест. Важно е за Кавадаречкиот, Неготинскиот, Светениколскиот и други региони, Гевгелискиот, Струмичкиот, во лозарството при подигање на нови лозови насади. Употребата во зона на коренот од 5 до 10 мл по корен е сосема доволно да тука се стави и микоризата се размножува, се шири и тука ние ќе имаме енергичен пораст, уште првата, втората година веќе ние ќе имаме формирање на кракови и третата ќе имаме веќе интензивно плодоносење, бидејќи имаме енергичен корен, каде што нема можност за никакви штетни последици, некакви болести што знаат да се случат во коренот, па толку прифатеноста, толку е то, толку е оно. Со еден збор, со таа примена, ние имаме навистина еден фантастичен чин на прифаќање и при најсушни услови тука микоризата го дава онаа што може да го даде по однос на ефикасноста која има. Во овоштарството сме во период на подигање на овошни насади. И тука од 5 до 10 мл по една садница е сосема доволно во ризосферниот дел на растението да ние имаме навистина еден квалитетен енергичен старт, добро формирање на овошките и ќе имаме навистина уште третата година енергично растение со првите примарни гранки, со формирање на самото дрвце и почеток на плодоносење. Многу важно и најважно за микоризата тоа е средство кое, мислам, во догледно време ќе дојде и како во една помасовна примена, бидејќи со нејзиното ставање во почвата ја добива структурноста, враќа се душата на почвата, едноставно кажем. И тоа нешто ќе се со тек на време применува се повеќе. За цвеќарството посебно, бидејќи цвеќето е сепак специфично, таа навика да се во цвеќето употреби од микоризата уште во самата леа, после во самата саксија и на цела површина, тука постигнуваме во цвеќарството фантастични резултати. Во саксијата од 5 до 10 мл исто така е сосема доволно да имаме енергично растение од кое може да имаме право декоративно декоративен цвет кој е навистина интересен и кој се бара на пазар. Најважното нешто за активноста на микоризата, тоа секако мора да го знаат производителите, дека треба да има континуитет од влага во почвата, добар распоред на овие зрнца кои ќе се стават, оптималната температура е значајна исто така и по таквите услови ние ќе имаме навистина еден квалитетен, ефикасен дел на активноста на микоризата. Бидејќи тоа е габа која трансформира органски материи, ѓубрива и ствара еден позитивен чин во микрофлората во тој ризосферен дел од почвата. И со неговата квалитетна примена во сите тие области, како што рековме, од цвеќарството, овоштарството, лозарството, градинарството,
може да само кажеме дека микоризата како еден производ од таа габа, значи ќе најде место во тие сфери без никаква негативна хемија, токсична творба, туку како еден позитивен импулс по однос на незината примена како габа, незиниот развој и незината обстојба во почвата, што значи многу за секој производител. А тоа нешто, со примената на микоризата, ќе го завршиме прилогот со тоа, се работи за една органска творба, габа со својот производ, со својот мицелиум, со својата активност, ја подобрува комплетната состојба на микрофлората во почвата, во ризосферниот дел, ги трансформира сите органски материи и интензивно го множи мицелиумот кој ги дава тие ферментативни работи за растението кое се одгледува да го даде својот генетски потенцијал. Бидејќи го имавме повеќе години во огледи, навистина, оној подвиг кој го прави од едно анемично растение кое го ставиме на име расад и под него ставиме од микоризата. За само 10 дена тоа растение со континуирана влага, тоа растение го менува целосно својот хабитус, го менува целосно својот развој и добива некои широки квалитетни лисја, каде што тоа е исклучиво од оние ферменти, од оние творби кои микоризата ги ослободува, ствара голема штитничка основа во ризосферниот дел и растението има еден буен, јак, интензивен пораст, кој е нешто на крајот резултира со квалитет од куртовска капија, каде што имавме оглед, каде што имавме навистина што да видиме енергичност, каде што на површината кај што имавме оглед имаше фузариум, имаше вертицилиум. При правилната примена со микоризата, ние на тие парцелки, каде што имаше максимална зараза, со редовна, континуирана примена и со добра обработка, имавме фрапантни резултати и за тоа не случајно за микоризата имаме такво мислење, бидејќи тоа го имаме лично соживеено и приносот што го имаме добиено и квалитетот од пиперката укажува дека се работи за племенит природен продукт од оваа габа, кој е нешто секако ќе се најде во производниот процес во Република Македонија. Професоре Слуд, го погледнавме прилогот, што ќе порачаме сосема на крај од емисијата? Овака, ние микоризата, слушнавме преку прилогот, е племенита работа, признаена од европските асоциации, од европските експерти, како една од можностите за уништување на трахеомикозните оболувања во почвата кај многу растителни видови, во земјоделието. Правилното користење на микоризата, која има добиено сертификат, како што видовме од прилогот, во Германија, точно, со правилната примена при подигање на насади, при подигање на овошни култури, градинарството, правилната примена микоризата, едно, го целосно спречува ширењето на трахеомикозните оболувања, второ,
ствара една масовност со своите органели на развој на коренот. Што значи апсолутно корисно за секој земјоделски производител и за секоја култура. Само треба тоа стручно, правилно се искористи. Но за институциите во Република Македонија и контактот со земјоделците, тој фата моргана или има тампон зона каде што бројните институции, само една ревизија да се направи, бројни институции што живеат на име земјоделие во Република Македонија, колкав главата ќе ве заболи. Но тие се многу комотни, тоа имаме резултати на пропаѓање на земјоделството. Пропаѓање на земјоделието, а од друга страна тие се најфункционални кога дојде сега, еве сега, избори дали ќе има, дали ќе нема, сите гласовите што ќе бидат, колку пари од буџетот ќе се огребат. И друго при крајот, бидејќи ние во Кавадарци имаме подолго емисија. Се наоѓаме во еден чувствителен, убав период, каде што, барем за сега, Кавадаречко, имам сознание и пошироко, имаше тук-там град негде, но не во некои размери што состојбата кај виновата лоза е во една убава фаза после оплодувањето. Сега, најважното нешто, ова емисија, бидејќи има пред се едукативен карактер и е многу важно, сега во овој момент треба да се внимава, кога веќе е оплоден гроздот, расте гроздот, да се внимава на пепелницата, која при такви пеколни горештини знае за кратко време да го опфати гроздот и чим го фате, некротизира оваа зона и после зрното пука и тука настануваат многу големи штети со појава на ботритис и така натаму. Или пак оштетување од гроздовите молци. Сега сме во фаза на втората генерација од гроздов молец, каде што треба да се обавезно санкционира, кој не ја фатил првата генерација, бидејќи често пати се испушта првата генерација како незначителна. Иако треба со летот на пеперутките да се внимава, чим се јави убав пресек на првата генерација, ние немаме услови да се развија втора и трета генерација. Сега сме во тој период каде што треба да се следи летот на пеперутките и да се со тоа пресече да немаме трета генерација, бидејќи дел од раните сорти веќе почнуваат со прошарок. Мало оштетување на зрнцето, шекерност ако има, ботритисот одма се јавува. За кратко време тоа е голема штета. Голема штета и таков грозд не може да го дадеш на пазарот. Значи, со еден збор, моје мислење е стручен пристап и навремено заштитување на виновата лоза сега во периодот кога е најчувствително и кога сме на повидок да добиеме квалитетна година од лозарството. А тоа нешто значи многу за лозарите да им се врати вербата. Сега, тука камена сопнување пак ќе дојде откупот, па цената, за кој нешто производителите се во една неизвестност со тоа што каде ќе го дадам, по која цена ќе го дадам, па некои од тие откупувачите велат ако земеш препарати и ѓубре, ќе ти ја земеме грозјето, ако не, значи тие го лимитираат човекот да го даде грозјето, да го осакатат по однос на тоа дали треба да прска, дали треба ѓубре, тој ќе го земи и сега зел 10 врејки ѓубре, ми го дадоа, вика, ама ќе ми одбијат после, вика, не ќе лажат. А не да тоа почива на анализа, диагнозата, прскањето да почива на одредено диагностицирање и да имаме квалитетно и економски оправдано производство на производителот. Сето тоа е во склоп на институциите кои треба да го едуцираат земјоделскиот производител и тоа да го потенцирам од осамостојувањето, некој да не свати дека сега имаме некои политики, од осамостојувањето до сега производителот со приватизацијата, приватните земјоделци и комбинатите кои ги земаат тие поединци гледат
што помалку да потрошат, субвенциите да ги земат. Значи, со еден збор, пристапот е стихијски и со прскањата, и со ѓубрењето на површините. А во тој период, кога имаме пеколни горештини, неминовно е континуитет од добро наводнување на виновата лоза, бидејќи сега гроздот сега расте, се гои. За да имаме добри шеќерни единици и добар грозд, неминовно е да имаме и добро наводнување и квалитетна заштита, за да добиеме квалитетен принос и за асталските сорти, и за винските сорти, кои ќе одговарат за нашиот и за европскиот пазар. Благодарам, професоре. Благодарам и вам. Почитувани, тука завршуваме со Агроспектар. Благодарам што бевте со нас и ви посакувам секое добро.